За црквата името и преговорите со Бугарија и во следните разговори. Гостини во Трилинг се Стефан Богоев и Александар Николовски, подпредседатели на СДСМ и на ВМРО ДПМН, политичари од младата генерација, но и со искуство и како дел и од власта и од опозицијата. Пред да ги видите одвојните интервјуа со нив, еве ги нивните ставови на неколку идентични прашања. Господин Богоев, што треба да се случи за ВМРО ДПМН и СДСМ да воспостават нормален политички диалог, а не да водат политика на пропаганда и прибирање на политички поени? Најпрво, мислам дека за да постои нормален политички диалог, треба да имаме, условно кажано, нормални политичари од двете страни. Што се случува во моментов? Мене за една работа ми е навистина драго, за друга ми е навистина жал. Од една страна, во мандати на СДСМ и во минатите и сега, се остварени навистина големи успеси за државата. Едното е кандидатски статус за ЕУ, другото е влез во НАТО, помирување конечно помеѓу македонци и албанци тука во државата и еве финално, нели, во тој мандат, иако тоа е црковна работа, автокефалност на црквата, и затоа ми е навистина драго и сум навистина горд. Од друга страна, со ВМРО ДПМН често се поврзуваат негативни работи. Например, се сеќавате 24 декември тепањето во собрание 12 година, потоа 27 април 2017 година и сега повторно некоја блокада. Сведоци сме во целиот свет, развиен и демократски, па и не толку развиени земји, кризата моментална економска, која што дојде од енергетска и безбедносна криза, сега економска криза, нели, настана пред се одвоениот конфликт помеѓу Русија и Украина. Последиците ги чувствуваат сите. Меѓутоа, во последиците сме рамноправни со сите држави на светот, а во соработката не сме. Зошто? Затоа што сите развиени земји соработуваат власт и опозиција, нели, народски се вели во криза и куче и маче ќе се спојат, кога е ладно, нели, и куче и маче заедно седнуваат, но кај нас сепак опозицијата се реши да блокира. Мене ми е навистина жал што се одлучија на таков чекор и не можам да ја видам логиката во тој чекор. Практично и ние кога бевме опозиција, некогаш знаевме да направиме одредени, не на институции, туку блокирање на раскрсници и слично, и верувајте, тоа никогаш не наидува на позитивен импакт на државата, ниту пак позитивно го перцепираат граѓаните. Па еве за почеток да се само ја прифати нашата иницијатива за лидерска средба. Сметам дека е крајно неодговорно да двете најголеми политички партии во Македонија немаат нормална комуникација и диалог. Тоа не значи дека за се треба да се согласуваме, напротив, за бројни прашања ние имаме различни ставови, што е добро и што е демократски, но има толку значајни прашања во државата за кои што мора да се разговара, и мене ми е жал што за прв пат, откако јас знам за ВМРО ДПМН, а сведочам во еден подолг временски период, за прв пат нема ни формална, ни неформална комуникација на највисоко ниво помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Секогаш претходно се наоѓале форми на комуникација, дури и во најтешки политички кризи и во најголема поларизација, за да се седне и да се поразговара. Тоа не значи дека за све имало и договор, но за прв пат нема основна комуникација помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, што сметам дека е лошо пред се за државата. Кога, како и зашто треба да разговараат Ковачевски, Мицковски? Исклучиво за предвремени парламентарни избори, на што ВМРО ДПМН инсистира, или? После 100 дена побаравме да се одржи лидерска средба на која што ќе се поразговара за определување на датум за предвремени парламентарни избори, како и формирање на 4 тимови во 4 клучни области според нас, во кои што Македонија има проблеми во моментов, а тоа се финансиите, тоа се европските интеграции и односот со Бугарија, како посебен кластер, понатака здравството и образованието. Секако тука се само може да рече сакаме и земјоделието, например. Да разговараме, но ние проценивме дека во овој момент тоа се 4 области каде што Македонија има најмногу проблеми и дури понудивме наши тимови кои што би биле спремни да помогнат. Дел од имињата ги соопштивме и во јавност. Се работи за исклучително профилирани политички личности, но исто така и за експерти во своите области кои што се спремни, односно сме спремни, затоа што јас спаѓам во тие, да помогнеме во овие 4 клучни области пробоно да државата оди напред, затоа што не сме државата да губи време. Но самото тоа што месец и пол
тврдоглаво Ковачевски одбива да воопшто седнеме и разговараме, е лошо за Македонија затоа што се губи времето неповратно. Првичното барање на Мицковски и на ВМРО ДПМН е одржување на предвремени парламентарни избори. Кога на прва наидоа на негативна реакција кај дел од стручната јавност, особено и од бизнис фелата, мали и средни предпријатија кои што најмногу трпат кога има изборен период, бидејќи економијата едно 4 до 5 месеци застанува, откако наидоа на таква критика, направи една по-софт, по-мека варијанта, да кажем, и додадоа еден дел покрај барање за предвремени избори, нудиме и луѓе да помогнат во 4 области за справување со кризата. И во ред, ајде еве на кратко тоа да го разработиме. Прво се нуди Зоран Ставревски. Зоран Ставревски сам наредуваше на 24 декември 2012 година се бркаат пратеници од собрание со обезбедување. Знаеме што се изнаслушавме за Зоран Ставревски во бомбите и не дека Зоран Ставревски сега е жално е ако е тој најдобриот економист што го имаат. Но не се, да не навлегуваме во персоналните решенија што ги нудат. Мицковски вика: нудам луѓе да помогнат во 4 области на владата, но во исто време број еден приоритет ми е барањето за предвремени избори. Тие две работи, една со друга заедно не одат. Зошто? Еве и да се прифатат луѓето што ги нуди Мицковски за помош, еве и заедно со владата да се искреираат најдобрите можни решенија за справување со кризата, како ќе се имплементираат тие решенија ако има предвремени избори. Па знаете и вие, знае и јавноста дека ако има предвремени избори, 2 до 3 месеци е распуштено собранието. Ако работните групи помеѓу власт и опозиција утврдат сериозни пакети на мерки за справување со кризата, каде ќе се изгласаат тие мерки? Во распуштено собрание? Или во совет на некоја општина ќе гласаме? Во собранието се гласаат. Знаете дека важат одредби од изборниот законник. Има одредени серија на активности кои што државата и органите на државна управа не смеат да ги превземаат како активности на распишени избори. Практично 3 до 4 месеци, ако не и повеќе, на некој начин владата ограничено функционира, следствено на тоа економијата и животот нормален на луѓето ограничено функционира кога имаме избори. Господин Николовски, како ВМРО ДПМН би реагирал доколку добиете решавачки, одлучувачки документ од официјална Софија за надминување на проблемот, билатералниот проблем со Бугарија? Па, Што би било компромисот? Многу е битно што ќе има во документот. Тука ситуацијата е двослојна. Прво е односот помеѓу Македонија и Бугарија, но второ за мене многу побитно е што нема сериозен притисок врз Бугарија да се реши проблемот. Во однос на односот помеѓу Македонија и Бугарија, Македонија е во една крајно неравноправна положба, затоа што разговорите се сведуваат на, вака да ги поедноставиме, или прифатите дека сте бугари и изборувате дијалект на бугарскиот јазик, или не можете да напредувате во европските интеграции. И тука гледам дека нема доволен притисок врз Бугарија, затоа што притисок... Кога велите нема доволен притисок од Бугарија, од кого очекувате да биде извршен притисокот врз властите во Бугарија? Од најмоćните држави на Европската унија, затоа што притисок не се изјави во јавност, секако и тоа е притисок, но во услови кога на другата страна е Бугарија, а не Данска, например, мислам дека треба да се употребат други форми на притисок, кои што се познати во дипломатијата и кои што знаат да решаваат проблеми, кои што за жал не ги гледаме. Најпрво, во делот на преговорите со Бугарија веќе има декларација во собранието која што изгласавме и ние и ВМРО ДПМН заедно. Таа декларација ја обврзува владата и институциите на владата кои што се дел од преговарачкиот процес во кои рамки можат да се движат. Согласно таа декларација и позициите кои ги има владата, идентитетот на народот, како и јазикот македонски, не се воопшто никаков предмет на разговарање, тоа нема да се отстапи по ниедна цена и не верувам дека било кој друг политичар во иднина, не дај Боже доколку не се реши сега ова прашање, би отстапил од тие црвени линии, така да тука имаме една прилично јасна и чиста ситуација. Јас се надевам дека кога евентуално би имало некаков предлог од официјална Софија, дали ќе биде тоа под посредство на Брисел или на некои други страни, кога би имало, очекувам ВМРО ДПМН конечно повторно, како што ја усвоивме декларацијата која, внимавајте, беше иницијатива на ВМРО ДПМН. И ние како владеачка партија поддржавме. Барате декларација за македонските позиции визави бугарските во преговорите. Нема проблем. Еве ќе седнеме заедно. Ние чекорот го направивме. Логично и ВМРО ДПМН, ако е на вистина конструктивна опозиција која мисли добро на државата,
кога еден ден би имало некаков предлог на маса, повторно да излезе и конструктивно да дебатира, ако има забелешки, да ги каже забелешките. Но тоа да не се оди веднаш во политиканство и обвинување на предавници, патриоти, поделби и слично. На крајот на криштата, што и да се договори, тоа пак ќе помине низ јавност и пак ќе оди во собранието. Меѓутоа, еве, како што честитаа за автокефалноста, како што сите заеднички се обединивме и го прославивме тој чекор и тој историски момент за Македонија, што навистина е темелот на државата и е навистина нешто што е историска одлука после 60 години донесена, очекувам дека на истиот начин заеднички ќе се седне и кој ќе има одредени предлози во делот на спорот со Бугарија, заеднички да ги надминеме. Од друга страна, доколку одредени структури, велам одредени структури во ВМРО ДПМН, продолжат на некој начин да бидат скриени вазали на интересите на некои земји од истокот, тогаш мислам дека навистина ќе биде тешко да се добие поддршката од ВМРО ДПМН. Се надевам дека кај нив ќе преовлада разумот и дека Македонија ќе си го откочи патот кон евроинтегративниот процес и дека курсот се уште ние натака, нели, кон Брисел, кон Европа. Тогаш врз основа на што ги темелите критиките дека власта се обидува повторно да направи компромис на штета на државните интереси? Врз основа на овој втор дел, како и добиваме информациите. Сега тука ние бевме многу јасни дека доколку Бугарија бара промена на уставот со цел бугарите да влезат во уставот, ние бараме да се донесе правно обврзувачки документ во Бугарија. Тоа може да е резолуција на Бугарското народно собрание, например, може и друга форма да понудат бугарите, во која што јасно ќе се напише дека ова е последното барање од страна на Бугарија и дека нема во следниот период да доаѓаат следни барања кои што повторно можат да ги закочат европските интеграции на Македонија и кои што повторно можат да го направат македонскиот народ заложник на овој процес.